Ригорозни мерки и најстроги казни за подметнувачите на пожарите бараат граѓаните на Штип. Огнената стихија која со денови ја обвива државата предизвикува паника, материјална штета и сериозна еколошка катастрофа. Сомнежите дека пожарите се подметнати дополнително ја зголемуваат вознемиреноста кај граѓаните, кои апелираат сторителите да бидат веднаш пронајдени и соодветно казнети. Ишо ќе го фани изгори го таму огнено да не утекне. Огнено фани нека изгоре, разбираш? Не казна. Казна ти со казна него спречуваш казна на вај народ ништо. Само стај го огнено да изгори го тоа. Абе, со хеликоптеро фрли го огнено там јај се здраве. Кратко и јас. Па подметнува се, па воје ја како што знам се е подметнато. Гуми да пуштиш да не душ, тоа си е нормално. Остакло може да запале, ама тоа е ретко, тоа е ептен ред. Како стакло е човек? Се е со рака подметато. Какво стакло? Нема врска. Нема врска. Мовили со гума запалеа го и пуште, оно мине 2-3 километра. И ојте го изгаси, никој не може да го изгаси. Треба ли да се казнуват реално? Не да се казнуват, треба да оставиш во огино како е запалил, да осетил на собствена кожа. Се е уништено. Па треба да се казнат, не треба така да се пуштат. И малку повише да се казнат. Па како што даваа на телевизија, купче направено, само да се подпали, што гледаме. Па и гуми, и свашта, и дрвца ставено со шишиња глупости. То сигурно тие некои деца платени што не размислуваат така што прават. Па мислиме, да. Дека ги подпалуваат огновите, да, може да се и подплатени, се е можно веќе. Треба, обавезно. Па поригорозни казни. Поригорозни и многу секаде им обера во Штип, секаде радовиш, тоа е чудо нешто. Штува се природа? Како не, дрва и се живе се уништо и самата миристо теп. Ништо немаме, што имаме? Па би требало да се казнат, тоа е многу штета. Како не, во кој ќе плати таа штета? Чад, саѓи и непријатна миризба забележуваат граѓаните во последните денови. Велат на тераса не можат да излезат. Абе, осетиме чур у дворот паѓа такви црнки и воздухот друг. Труда се, за штети има, ама труда се колку, знаеш кој викаш еден, шта сум могу, тоа сум радил и вие, што може тоа работа, се горе, секој ден, само се распалува. Важно е дечка, маđавите, кога немаме свес. Навечер мирише, синок е баш около 10 сато, жената вика затвори джамо, кога гледам надвор испадна, всеки стан. Да, още се бајле, значи. Да. Тоа гушише дури. Нормално, јас излезе синоќе и чуре, викам да нема нешто близу пожар кај нас. Чуреше кога дишиш воздухот на грлото те луде. Ова држава заматено од овие пожари. И не може да дишеме, да. Да, мириси загабени воздух, изгубени кислорода. Не може да дише. Подметнате, не е подметнате. А се подметнато се. Абе како не е жон тај човек градил, правил, сега да остане без дом. Не знам што да кажам, не знам. Вчера дека има Мирис имаше, да. Инаку според последните информации на Центарот за управување со кризи, на територија на државата има вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, под контрола 5, а изгаснати 4. Гори повторно на планината Готен, а под контрола е пожарот кај штипските села Драгоево и Селце, како и пожарот кај карбинското село Јунузлија. Под контрола е и пожарот кај градската депонија во Делчево.